Аплауз за Евровизија. Аплауз за Евровизија. Да. Се ближи фестивалот Евросонг. Тоа е геј другарот што ти доаѓа на гости еднаш годишно и при тоа ти вика ај се бациме. Инаку за Македонија ќе настапи Калиопи, за која повторно музиката ја напиша Ромео Грил, нејзиниот бивш маж. Само се уште не знаеме дали и оваа година повторно за Фирчев ќе ја прави кореографијата. Тоа е нејзиниот друг бивш маж. Да, малце интересно. И бидејќи ова е веќе јубилеен 10-ти пат за Калиопи на Евровизија, да заштедиме трошоци и нервози, предлагаме Ромео и Калиопи да си се смират, да си го посвојат за Фирчев и така да си бидат еден комплетен тим обучен за Евровизија. Секоја година! Не знам дали ви текнува. Имаше едно време кога публиката бираше која песна ќе оди на Евровизија. Да. И нормално, публиката избра детска песна. 100% љубов. Па потоа Владко Илиевски беше на Евровизија, па потоа Next Time беа на Евровизија. Инаку малку познат факт, во тоа време најголем идол на Next Time им беше токму Владко Илиевски. Но времињата од тогаш се променија. Значи, народот веќе не избира кој ќе оди на Евросонг. Некои велат не избира ни кој ќе победи на избори, но што знаат па тие? Глупост. Но, оваа година МТВ ја избра, како што реков, Калиопи. И како и секогаш откако ја чувме песната, интернетот и музичките стручњаци се мрднаа од возбуда за тоа колку е добра, колку ќе победиме, па наслови од типот конечно вистински избор, Калиопи со Дона ќе ја освои Европа, Калиопи ќе се расплаче за време на изведбата, по 2 дена имаше нова вест, Калиопи ќе се расплаче за време на генералната проба, па по 2 дена трета вест, Калиопи демантира, ништо од ова не е вистина, ќе се расплачем уште во авионот. Секоја година сме срекни, ќе победиме на Евровизија, почнуваат паники да не фаќаат кај ќе одржиме Евровизија. Тоа е главно прашање. Па Груевски прави пресконференција. Јас во програмата имам ставено проект за гласба, средновековна евровизиска сала. Останува уште наводот да одлучи дали сака Евровизија или не. Калиопи веќе е во Стокхолм, дури имаат направено интервју. Верували или не, има одговорено на 2 прашања. Наслови по интернет, на пробата поминавме прекрасно. Грчкиот представник свирна со уста и 2 пати викна фиром, но Калиопи се направи на тоша. Во публиката гледаме тројца наши гастербајтери од Теарце, држат надпис напред Македонија. Некој нацртал срце и внатре пишал Македонија. На интернет нормално, веднаш, огромен фан на Калиопи и го подари македонското срце. Одмах, нема чекање. Па следува уште една проба, па има нов наслов. Не заеба тонецот, но Калиопи не фалшираше. Гркот трчаше пред сцената и шепкаше Скопјанос. Во знак на протест, Калиопи во вецето на цел глас ја пееше едно име. И доаѓа моментот што сите го чекаме. Настапот на Калиопи. Водителката на МТВ паѓа во делириум. Македонија! Напоменува дека поради скромниот буџет ќе немаме некои посебни сценски ефекти, дека сме успеале да има само чад, но дека најважно е да се остави срцето на сцена и други клишеи изјави. Па почнуваме да ставаме статуси на Facebook. Покажи на Европа како пеат македонци. Калиопи, со тебе сме. Ние не сме грци, бугари или срби. И доаѓа нашиот ред. Доаѓа редот. Калиопи ја гледаме во кадар, не знаеме што да правиме, се молиме на македонски да пее, и дрга најавата. Формер, Југослав, Репаблик! Во публика го вадат старото знаме. Се даваат барем 2 пати македонци наметнати со знамето. Таман пред да почне да пее Калиопи, во Грција снемува сигнал. Проблемош апоти траса. Проблеми со трасата, вели грчкиот водител. Проблеми со трасата!
Калиопи завршува со песната. Сите ја шеруваме на Facebook. Статуси, мокно, победуваме, никогаш подобро. И доаѓа гласањето. Франција гласа, Германија 2 поени, Шведска 3, Шпанија 4. Ти си викаш, ајде добро е, 12 за Македонија, Естонија 9, 12 за Португалија. Добро, не мразат французите, од секогаш било така. Шведска гласа. Исланд 2 поени, Албанија 4 поени. Нашата водителка вика, Албанија од година во година се подобра и подобра. 6 поени за Австрија, 10 за Данска и 12 поени. Ти викаш, кажи Македонија, ајде кажи бре Македонија, Норвешка. И на крај кога дојде Бугарија на глас. Еми 12 бодове идват кам Македонија! Скокаш од радост, бе, отвараш Facebook, бе, коментари, един народ, 2 држави, Србија, 2 бода за Фирон. Отвараш Facebook, Дека го признавме Косово, тоа е тоа. Србите никогаш не сакале. и на крај собираш и ни 18 поени не сме собрали. Македонија ги пакува куферите на Скопје, на Facebook стандард, не ни треба Евросонг, Евровизија ги избиралиште. Приметивте ли дека Шведска, Данска и Норвешка си гласаат меѓу себе секоја година? Шо си открил? Браво! И почнува депресијата. Се до кога? Се до следната година кога Калиопи неочекувано ќе се здружи со Ромео Грил, кој ќе напише песната, и Васил Зафирчев кој ќе направи хореографија, и сето ова не почне обново. Македонија! Македонија! Ајде се сватиме погрешно. Калиопија сакаме многу и посакуваме највисок пласман. Таа е прекрасна пејачка и најдоброто што може да го пуштиме од тука после Пеперминт